Добре дојдовте во времето денес. Откако пред непол месец, нашиот источен сосед прв пат во историјата објави дека во Бугарија постојат македонци, едно наше познато здружение на граѓани со хомосексуална опрелоба испрати писмо до председателот Прванов, во кое што побара веднаш да биде признаено и постоењето на македонското хомосексуално малцинство во Бугарија. Одговорот на Прванов беше брз и дециден и звучеше вака некако: в Бугарија няма македонски педераси. Има само гејове, а тази не мора да бидат македонци, обаче гејовето се подобро хонорирани од обикновените педераси. Само хора без талент, кои се хубаво платени, могат да бидат гејове. Примерно Азис, например. Наше не е геј, обаче има талент. По ова изјава на бугарскиот председател Прванов, да ги слушнеме нашите граѓани. На сите македонци да ни дај здравје, ништо повеќе. Верувам во човекот и во тој што те води. Па да дај Боже да не примат. Па да не чува, да бидеме единствени, да не се караме меѓу себе и тоа. Ништа, само да не штите од сите зла и толку. Да ги вразуми малце грците. Па нема причина за некоја возбуда и реакција. Па сигурно би биле пресреќни и презадоволни. Тоа е, мислам, моментално народот во Македонија тоа најмногу го посакува и го очекува, така да сигурно би биле пресреќни. Отом потоп. Еуфорично. Па мислам дека секој македонец го посакува тоа и мислам дека треба да се случи што поскоро тоа за да живееме поубаво и животот да има некаква смисла. Па позитивно е тоа за Македонија. Што е? Веројатно фино. А сега, на линија го имаме и Тарпео. Здраво живо, и Троман, и Тарпео. Што има ново? На годишен одмор сум. Горуевски ме награди 2 недели за тоа што беше моја идејата да ги помогнеме тутунарите со 30 денари за кило тутун. Знаеш што ми рече? Браво бе, Пео, како ти текна да ми го решиш тој проблем за нови гласови. Добро, сега јас тоа екстра си го наплатив од тутунарите лично, ама никој не знае. Затоа сега пичам на златни пјасци да вркам бугарки и русинки, ортак. И украинки, да. А кажи ми, бугарска виза извади ли? Каква виза, бе, ортак? Имам бугарски пасош како владен експерт за земјоделие, што е нормално, нели? А и други македонски владени службеници имаат бугарски пасоши? Што е важно, бе, ортак? Што е важно? За хомосексуалците ми беше муабетот. Платон уште на времето рекол дека е оној што зачнува духовно, да кажеме како некој писател, музичар, филозоф или сликар. Тој нема потреба да зачнува биолошки. И тоа значи дека нема потреба да изразува љубов кон жена и дека во тој случај љубовта кон мажите знае да биде подлабока и подуховна. Ајде, Пео, ме возиш сега, ова вистина или ме ребраш сам? Абре, не трчај како прле пред магаре. Муабетот ми беше дека бугарите треба да признаат постоење на македонско хомосексуално малцинство. Доколку го има, зашто ни Европа не би била Европа без хомосексуалци во своите редови. Ортак. Hello, дојдов ја. Аце, Пео имал бугарски пасош, бе. Стварно? Да бе, да му се нашол за увоз-извоз во Унијата. Продавал јаболки Делишес, 6 евра кило. Како не му е срам? Гејни заеден еден. Кој ќе ми верува од белосветскине дипломати кој ќе му кажам дека вие овде сте мои потомци? Нормално, ќе ми речат, зашто ако се твои наследници земаат бугарски пасоши? И што да им кажам ја во тој случај? Што? Што? Абе, Пео како да не сваќа дека подобро е да си обичен хомосексуалец отколку геј. Во првиот случај боли само задникот, а ако си геј, тука боли и душата. Букле! Буки!
Буки! Ела ваму, ела Буки! Тоа беше другарот Аце. А сега имаме директна врска со собственикот на повеќе од 100 локални атлетски рекорди, господинот Ѓурчин Кокале. Секој си има свое хоби. Моето хоби е билдинг боди и стомачни правам секој ден. Рапувам глупо како Тони Зен. Многу сум нервозен, ќе убијам некого. Зошто си нервозен? Ради Тони Зен или ти избега возот за Пекинг? Не ми е за возот, за мене ми е. Ама ако кога изигрувам патриот, Прванов се ке покриеше за да одам на Олимпијада под бугарско знаме и со бугарски пасош. Тоа ти е. Немам исполнето норма за Олимпијада, зашто немам спонзори. Сите вложуваат во евровизиски лузери, као Тамара енд Компани. А во мене никој не вложува. Може и јас исто ке бев последен, ама ке бев последен на Олимпијада, а не на панаѓурска манифестација као што е Евровизија. Да ти се плукна и у држава, и у народ, и у спонзори, и у камера. Како? Драги гледачи, што туку имаме новости. Значи, поради лутината на господинот Ѓурчин Кокале, пред малку му отиде левата срцева комора. Сега, прашањето овде во студиото е, дали се станува педер со само една срцева комора? Лиле, од толку теми за ова најдовте да зборите. И после, сите по мене викаат кога ќе речам дека нема мажи во државава. Ама фуј! Пуштите ги веќе еднаш децата слободно да се работат. Мислам, да работат. И ќе видите како одма ќе влезат инвестиции во Македонија. Па што мислите вие? Примерно, зошто Прванов не признава дека има македонски хомосексуалци во Бугарија? Зашто со тоа ќе признае дека македонските хомосексуалци ја внесоа Бугарија во Европска Унија. Навистина не сум помислил на тоа никогаш, голема мајко. Па не си помислил зашто си уште зелен. Хомосексуалното лоби е моќно и не треба да се потцени. И добро е тоа што нашето најголемо здружение на хомосексуалци го покрена прашањето за репатриација на македонските хомосексуалци во Бугарија. Ајде сега, одам во Солун да си најдам нов децко. Цао! Чао! Епа баш во Солун и нека да си најдеш дечко. Но, морам да признам дека темава со хомосексуалци ме исцрпе, драги гледачи. И на самиот крај да го чуеме и видиме нашиот временски пријател и патник, громовникот Перун. Кога јас бев млад бог, потешко се стануваше хомо. До душа познавав еден убав бог, Аполон. Аполоне. Ама не, ние си бевме само другари. Сакам да кажам денес, на ова денешно време, многу е полесно да станеш хомо, синко мој. Признавам, ако загубиш само една срцева комора, ризикот е јак. Ама некако ќе се спасеш. Арно ама, ако го загубиш целото срце, тогаш стануваш геј 100%. И таа состојба е вечна и непроменлива, исто како и годишните времиња. Затоа, препорачливо е да не излегувате без памет во глава, а задникот да го лепите до зид. Го слушнавте дедо Перун, драги гледачи. Не го приметувам беган. Па како? Најдобро, најнормално.
Ги почитувам, не ги иреметам такви работи. Мислам, не би го малтретирал, не би го фрлил, не би го одбил, него би го чувал. Ми немам потреба сега од децата сакат, меѓутоа не е времето. Ризична работа, обврска голема. И затоа не размислувам за тоа. Би го хранил, посебна храна би купувал, би го хранил, значи, би се грижил и така, тоа. Кога се спружи да ме касна и више, од тогаш не сакам никако да се видам. Па сега го би го гледала како дел од себе, би се грижала за него, би го бањала, соодветно би го хранала. Се што е потребно за една соодветна нига. Па не знам, може и македонски, може и бугарски, од каде да знам. Бугарски? Македонски. Па бугарски нормално. Бугарски? Бугарски. Ова беше времето денес, а нашата следна средба е во истото време и на истото место. До тогаш, довидување и секое добро.